Добре дојдовте на ново Едуино видеоупатство. Моето име е Игор Богдановски и ќе ве водам низ истото. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа креирани да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Како што можете да забележите, денес во нашето видеоупатство ќе зборуваме за збогатување на можностите на Microsoft Teams со помош на алатката Тест Портал. Што е Тест Портал? Тест Портал всушност е алатка, апликација, па дури и платформа наменета исклучиво за оценување на знаењето. Со неа можеме да креираме, да споделуваме и анализираме тестови. И сето тоа да го направиме на едно место. Што поточно можеме да направиме со Тест Портал? Со Тест Порталот имаме на располагање напредно креирање на содржина на прашања. Исто така, Тест Портал нуди алгоритам за рандомизација и избирање на прашања од категории. Исто така, Тест Портал нуди и управување со времето, како за секое прашање поединечно, така и за целиот тест. Исто така, Тест Портал нуди севкупна супервизија, односно прокторирање на тестови, а на располагање ни стои детална анализа како на резултатите од тестовите, така и севкупна статистика за секој тест и за напредокот на секој ученик по одреден тест или во низа од тестови и многу други податоци. И сето тоа директно во Microsoft Teams. Кои се целите на ова видеоупатство? Почетокот ќе креираме сметка на Тест Портал, потоа ќе додадеме Тест Портал како апликација во Microsoft Teams, ќе ги разгледаме предлог на можностите кои што го нуди Тест Портал, ќе активираме пробен тест во каналот на Тест Портал за да може одреден ученик да го решава и ќе го прикажеме истото. Ќе решаваме тест од страна на ученик, при тој ќе биде прикажан и процесот на прокторирање, односно супервизија на тест, а потоа по завршувањето на тестот ќе видиме накратко каква е таа детална аналитика од страна на наставникот. Особено да напомнам дека имаме посебно видео во кој ќе биде објаснен начинот на креирање на тест со Тест Портал. Бидејќи имаме повеќе цели кои што треба да ги поминиме, да почнеме веднаш практично тоа да го направиме. За таа цел ќе го стартуваме Microsoft Teams и при тоа можете да забележите дека се наоѓаме во прозорецот на Microsoft Teams. Од левата страна, во делот на трите точки, во делот повеќе апликации, можеме да ја побараме апликацијата Тест Портал, но му забележате таа веќе ја имав додадена. Ако кликнеме на апликацијата Тест Портал, веќе се наоѓаме во нејзиниот прозорец во Microsoft Teams, затоа што јас веќе сум регистриран. Мала напомена, има краток совет, ако сакате Тест Портал апликацијата да биде прикажана од левата страна во лентата, за да не ја променувате на секоја, треба да кликнете на опцијата PIN и таа веќе ќе биде поставена во тој дел. Во делот во прозорецот што го добивте, имаме краток преглед на сите мои тестови што се направени на Тест Портал платформата, во случајот апликацијата во Microsoft Teams. А морам да напомнам дека оваа сметка што ја користам и доколку вие ја направите е бесплатна еду сметка и е директно поврзана со Microsoft Office 365 сметките што ги имам. Таа бесплатна сметка нуди можност за да се организираат и проверуваат до 100 ученици. Што всушност представува и просечен број на ученици во училиште за еден наставник, доколку тој предава во 5 оделение по 20 ученици, значи околу 100 ученици. Е сосем доволно за администрација на тестови во текот на цела година. Но како да го добиеме сето ова? За таа цел треба во Google во пребарувач да пишеме testportal.net или во прозорецот за страницата и ова ни е почетната страница на Тест Портал, на која што можеме накратко да ги забележиме сите нејзини опции.
Доколку сакаме да креираме нова сметка, но пред да креираме, да ја запознам со цените. Обичната стандардна цена е $19 месечно, но нуди 30 дена тест период, а најпопуларна Pro верзијата е $43 месечно, исто така со пробен период, но забележувате, ако сте наставници, ние имаме понуден, односно тест портал нудат посебна Edu лиценца. Затоа, јас сега ќе се регистрирам, изберам образование и ќе го запишам мојот мејл. Запишите лозинка, го запишите името, училиштето, каде што доаѓате, земјата, побараме Македонија, временската зона задолжително треба да ја поставите, ние сме GMT+1, Скопје, Варшава, телефонскиот број, да прифатите дека се регистрирате или пак на овој начин, или пак од десната страна да изберите Македонија, што мој совет е многу подобро, да изберите временската зона, Скопје, Варшава, да ги прифатите условите и да се регистрирате со Microsoft. Ќе го потврдиме истиот што го имаме, ќе ги прифатиме условите и веќе го имаме акаунтот што треба да го направиме. Откако веќе имаме акаунт, забележувате дека со цел да почнеме да го користиме, на мејлот што ќе го добиете на во случајот Игор.Богдановски, треба да потврдите дека сте вие наставникот што отвори сметката и ќе можете да почнете да го употребувате. Откако ја направивме сметката, се враќаме во Microsoft Teams, каде што покаживме како можеме да го додадеме истото и ги имаме тестовите што се креирани. Во десниот агол имаме категориите, што е многу практично да го направиме. Ако направиме категории, на тој начин можеме да дозволиме на тестот прашањата да ги бира од категориите што ќе ги направите. Исто така можете да креирате и категории во самиот тест. Например, во тестот што го креирав за мерење и решавање на проблеми, во делот имам категории во кои што направив 3 категории, задачи за ниво на препознавање, ниво на разбирање и ниво на анализа и синтеза. И при тоа кога ќе ги креирам прашањата, јас ќе ги креирам во секоја категорија посебно, за покасно да може тестот да ми рандомизира, односно да избира задачи од банката на прашања за секоја од категориите поодделно. Јас сега прикажам заради демонстрација на еден пробен тест по математика, кој што забележувате е реализиран и е завршен, но повторно можеме да го стартуваме повторно. На почетокот во тест инфо имаме сите резултати и статистика за кој што ќе зборуваме нешто покасно. Јас сега сакам тестот да го отворам уште еднаш, но да направиме конфигурација на тестот. Практично на брзина ви ги проставам опциите. Во делот на конфигурација имаме дека ако сакаме да додалиме категорија, во моментов немаме категорија, односно таа што да, можеме да додадеме опис како сакаме, можеме да ги видиме сите прашања. Забележувате дека има информација дека прашањата не може да се уредуваат откако тестот е веќе еднаш активиран, може да се дуплира за покасно да се прават измени. Ова се прашањата во тестот, каде што можете да ги гледате и одговорите, како што напомнав имаме видео за тоа како се креираат прашања. Како може да биде пристапот до овој тест? Овој тест ќе пристапиме преку Microsoft Teams. Исто така имаме едноен одговор. Во овој дел можете да видите кратко упатство како тоа се прави. Во делот за Honesty Response технологијата имаме можност да провериме како овој механизам функционира. Забележувате дека уклучена ми опцијата да се вклучи или се овозможи
опомена и блокирање на тестот после две блокирања, две опомени. Ќе наместаме во случајот 3. Исто така постои опција само да имаме опомена за ученикот или воопшто да немаме никакво прокторирање. Јас ќе го изберам опцијата со опомена и блокирање на тестот. Еве за демонстрација ќе наместам 2 за да потоа практично го видиме. Исто така забележете дека спомнав дека имаме само едно решавање на тестот, а потоа имаме во делот за опција можеме да го видиме инфото на тестот, да го прегледаме, па дури можеме да го печатиме. Јас ќе го започнам овој тест уште еднаш, и потоа имам информација за тестот. Забележете дека имаме резултати од претходни решавања на тестот. Сега веќе имаме постапка дека сетапот на тестот е во подготовка и веќе можеме да видиме како ќе изгледа тестот пред да му го дадеме на учениците. Забележувате дека можеме да се движиме низ прашањата. Еве го наредното прашање, еве го третото прашање, четвртото прашање, можеме да го затвориме. Прегледот десно во аголот забележете дека имаме време. Ако сега го активирам тестот, или уште еднаш да ги поминиме прашањата, забележете дека немаме тука. Почетната страница на тестот е многу добро да биде напишана, ќе покажеме во другиот тест како тоа изгледа. Исто така, ова се по линијата што учениците треба да ги напишат пред почетокот на тестот. Ова е почетната страна што ќе ја видат учениците и еве ги по линијата. Кликнуваат на старт на тестот и започнува тестот. Ако сакате можете да додадете дополнително поле по кое што ќе ги изберите некои од понудените опции, дури пак можете да си додадете и собствено поле доколку тоа го сакате. Кога ќе видите готови со тоа што го сакате, кликнувате само на Save. За делот за оценки и summary, односно извештај на крајот од тестот, во критериумот за оценување подесено е дека поените што се потребни за да се положи, односно да биде успешно решен тестот е 50%, а јас ќе го запишам тоа да биде 34%. И ќе направам скала за тоа како учениците да бидат оценувани. Избране е оценки, само дескриптивни оценки и скала и дескриптивни оценки. Сега ќе додадеме ранг од 0 до 33%. Ќе биде оценка 1, а описот недоволен 1, само да го коригирам. Потоа ќе додадеме нов дел од 33 до 50%, тоа ќе биде оценка 2, односно доволен 2. Потоа ќе додадеме нов ранг, тоа 50%, бидејќи не треба проценти да има, да проверам, затоа што десно стои процентот, 50% до 67% ќе биде 3 или добар 3. Потоа ќе додадеме уште еден интервал. Тоа е интервалот од 67 до 84%, еве, може до 85%. Тоа ќе биде 4 или многу добар 4 и на крајот последниот интервал од 84 до 100%. Биде 5. Многу лабав клучот го направивме. Потоа како кои информации ќе ги добијат учениците? Ќе добијат оценката, дескриптивната оценка, никако да не точните одговори, пораката дали успешно или неуспешно го решиле тестот. Информациите да бидат пратени по мейл, што не е баш добро, повратниот одговор може да биде изменуван на начин на кој што сакате и јас дали ќе добивам како наставник информација, еден одговор, еден мейл или сите одеднаш. Јас избрав во двете опции да ги имам. Откако ги направив овие подесувања, кликнувам на Save и имам уште во делот за таймер. Таймерот е подесен за секое прашање по 2 минути, но ако сакате можете и на целиот тест да го направите. Еве ќе го вратам назад како беше 2 минути за секое прашање. Тестот може мануелно да биде активиран,
и забележувате овој тест ќе трае 24 месеци купно да биде активиран. Може и да го активирате кога да почне мануелно 22.10.2020 во 12:53 со кликнување на календарот си бирате како сакате датум. Доколку во последната опција можете да дозволите учениците да преминуваат од едно до друго прашање. Сега ќе го активирам овој тест, да можат учениците да го одговараат, бидејќи тестот е веќе активен. Јас сега ќе појдам во Microsoft Teams, во едно од оделенијата и како тап ќе го додадам тест портал. Забележувате дека тестот математика е активен и ќе кликнам на Save и ќе го додадам во табот. Бидејќи јас сум сега како наставник, но член во мојот тим, односно оделение 7-5 и можам да го решавам овој тест. Истото тоа се случува и за учениците. Сега ќе се обидам практично да прикажам, еве го, Microsoft Teams од еден од учениците и ќе го изберам математика 7-5 оделението и еве го овдека сега, еве го тестот. Ќе се логирам преку Microsoft Teams, еве пораката, ќе ја прифатам и веќе тестот можам да го решам. Еве веќе автоматски името и презимето се преземени од ученикот, бидејќи е логиран на Microsoft Teams. Тоа значи дека тестот може да го решаваат само учениците што се членови на тимот, во случајот математика 7-5. Тестот можам да го започнам. Сега забележите дека го активирав прокторирањето, односно заштитата и премина во друг прозорец. Веќе отворив и добив веќе одма информација дека движењето, односно е откриена промена и препокривање на табовите. Забележете дека треба 2 пати да се случи тоа за да биде блокиран тестот. Значи, ќе одговорам на тестот, еве например 5 и ќе го поднесам одговорот. Еве го второто, се обидиме да го решиме сега, -9, значи решението треба да е 3. Значи решението е +-2. И дали ова точната функција, бидејќи сега не сакаме 2 или повеќе беше, ако направам уште една грешка, сега ќе видиме намерно ќе направам грешка да видиме дали ќе ни го блокира тестот. Отворив нов таб, ќе се вратам во тестот, еве го, добив помена дека го направив тоа. Забележувате десно имам уште 1 минута и 42 секунди да го одговорам ова прашање. Еве уште една. Has been automatically ended, значи автоматски мојот тест е завршен затоа што и по трет пат кликнав нешто што не требаше и мојот тест по автоматизам се заврши. Сега ќе се вратам во тест портал. Ова е мојот тест како наставник, но ќе појдам во тест портал апликацијата, ќе го отворам тестот што е активен и ќе го затворам тестот. И сега ќе видам во последниот видам резултатите од учениците. Еве го ученикот што последен го одговараше тестот. Дека имаме 3 од 4 му се одговорени, кога почна, кога заврши оценката, па описната оценка. Можеме да ги видиме сите одговори што ученикот ги направил точно или погрешно, ова него ни одговараше затоа што нели самиот тест му се затвори. Се вратиме повторно на тест портал. Можеме сега да ги видиме и ова е мониторирањето што може да го следам додека учениците го правеа. Ова се резултатите. Ова е статистиката што можеме да ја видиме со ученикот што и за севкупните резултати што се правени. А потоа можеме да го промениме начинот на бодирање доколку сакаме, но во делот на резултати можеме да избериме како да го гледаме од from newest, од најнови, најпоследни резултати и така натаму. Можеме да промениме како ќе ги разгледаме податоците. Исто така, ако сакаме да видиме некој претходен резултат, само кликнувате на името на ученикот и ги гледате, притоа можете и да ги даунлодирате резултатите.
можеме да видиме како и ученикот ги одговарал прашањата. Забележите дека кај овој ученик прашањата се измешани, не се како што беа. Можам да изберам било кој сакам ученик да го проверам во овој дел. Исто така, можам да го почнам тестот уште еднаш или да направам дополнителни измени на тестот. На овој начин, накратко, се обидов да ви го представам тест портал и опциите што ги нуди истиот. Но во едно наредно видеоупатство ќе прикажеме како практично да изработиме тест во тест портал, во кој што ќе имаме категории со повеќе прашања, па како ќе креираме квиз, во кој што ќе ги бира по случаен избор прашањата од одделните категории.